Сакам да ви информирам и вас и македонската јавност дека денеска председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев и јас до бранителот на господинот Мирослав Шиповиќ ги доставивме сите неопходни документи со кои со свој имот гарантираме дека Мирослав Шиповиќ ќе остане достапен на правосудните органи во текот на целата судска постапка која што се води против него. Веднаш потоа, адвокатот на Шиповиќ ќе може истите документи, заедно со документите за хипотека за неговиот личен имот, да ги достави до неопходните судски органи. Дополнително, семејството Шиповиќ уште денеска ги достави сите информации кои што недвосмислено го докажуваат она што го знае македонската јавност, а тоа е дека Шиповиќ во ниту еден момент не помисли да бега од правдата, туку го направи спротивното. Се врати во Македонија, спремен да се соочи со мерката притвор. Токму поради ова, поради документите кои што недвосмислено гарантираат дека Шиповиќ ќе биде достапен до сите правосудни органи во текот на целата постапка, очекуваме и го повикуваме Основниот суд Скопје 1 да го почитува правилото на презумпција на невиност, да ги почитува заклетвите дадени при превземање на функциите и да го почитува Уставот и македонските закони и да овозможи господинот Шиповиќ да се брани од слобода. Ви благодарам. Вкупната вредност, ако не се лажам, иако оваа информација ќе ја добиете од адвокатот на Шиповиќ, е негдека под 300.000 евра. Што значи дека имате случај кога не само семејството Шиповиќ, туку и луѓе кои не се во родбинска врска врзани со него, се подготвени да гарантираат дека Шиповиќ нема да бега. Заради тоа што луѓето кои што помислувале на бегање не се враќаат назад во државата кога ќе бидат повикани од страна на органите на прогонот. Токму поради тоа сметаме дека ниту една од причините која досега се злоупотребуваше од различни политички кујни не постои. Единствената цел и единственото барање е Шиповиќ да може да се брани од слобода, а при тоа да се овозможи општината Центар да функционира онака како што гласаа граѓаните на оваа општина. Не е наше да прогнозираме. Меѓутоа, сите експерти кои што ги консултиравме и кои можеа да ги погледнат овие документи, кажаа едно нешто. Во нормални околности, во нормална држава, во ситуации во кои се почитува Уставот и законот, Шиповиќ уште одамна требаше да биде на слобода. Патем само споредбата на двата различни аршина кои се користат кога беше случајот со Паско Кузман и Шиповиќ, покажуваат дека за жал Шиповиќ веќе предолго и неоправдано се наоѓа во притвор. Зошто сега ги ставате своите имоти во залог? Затоа што сега е процедурата согласно судските органи, сега е можноста тоа да се направи. И во првата прилика ние тоа го најавивме и во Основниот суд 1 кога разговараше председателот на СДСМ со председателот на судот, тоа што го најавивме, тоа што го кажавме во македонската јавност, тоа сме подготвени да го направиме и на дело. И со тоа паѓаат во вода сите тези дека сето тоа било исконструирано само за да се даде изјава. Напротив, со свој подпис, со свој имот, стоиме зад почитувањето и на презумпцијата на невиност и за независноста на судските органи и можноста секој граѓанин во оваа држава да се брани од слобода доколку ги исполнува законските услови. Очекувате ли околу